Од нова година во болниците ќе се инсталира нова опрема и чекање за прегледи ќе нема. Случаевите кога по 3 или повеќе месеци се чека поради дефекти на важни апарати ќе заврши, а причините зошто на граѓаните тоа им се случило според министерот се следниве. Последица на една деценија, можеби деценија и пол, во која што нерационално се инвестираше во опрема и во распределба на здравствените услуги. Затоа денес пациенти од внатрешноста од сите градови патуваат за Скопје за да добијат една здравствена услуга. Меѓутоа, таа приказна ќе имаме до крај на годината. Од јануари веќе нема да разговараме дали мамограф има во Неготино, дали ќе се снима во Струга, дали ќе може да добијат услуга во Штип и така натаму. Според Сали, сева ова ќе заврши до нова година. Во очекување сме на реализација, потпишан е договорот со изведувачи на инсталација на несовремена опрема во најмалку 12 јавни здравствени установи, почнувајќи од мамографи, дигитални рентген апарати, па до ангиографи и компјутерски томографи. Меѓу болниците каде треба да се инсталира нова медицинска технологија беше спомената и клиничката болница Штип, што пациентите од источниот регион точно ќе добијат. За нашата болница до крајот на годината ќе добиеме 2 апарати и тоа нов апарат за ангиографија, кој што ќе биде во одделот за кардиологија, каде што се работат коронографиите, и ќе добиеме апарат, рентген апарат, така наречен C-arm, тоа е модерна верзија на рентген апарат кој што се користи за ортопедските болести, кој што ќе биде лоциран на одделот за ортопедија. Информацијата е нова од пред 2 дена, ја имам само потврдено телефонски, така да се надам дека во наредниот период ќе добиеме и писмена потврда и одобрение дека имаме добиени овие апарати. Во минатото имаше случаи каде нова медицинска опрема со години нераспакувана стоеше по ходниците. Такво нешто, тврди Ѓорѓиев, сега е незамисливо и веднаш по добивањето апаратите ќе бидат ставени во функција.